Денеска православната црква ги празнува светиот Евмений епископ Гортински, светата маченичка Аријадна и светиот маченик Бидзин кнез Грузиски. Светиот Евмений епископ Гортински бил епископ Гортински на Крит. Уште од младоста со сета душа тргнал по Христа, ослободувајќи се од две тешки бремиња, од бремето на богатството и од бремето на телото. Од првото бреме се ослободил раздавајќи го целиот свој имот на бедните и сакатите, а од второто со голем пост. И така, прво себе си се исцелил, па тогаш почнал на други да им дава исцеление. Бестрасен и исполнет со благодатта на Духот Свет, Евмений засветлил со светлина што не можела да се скрие. Па како што е напишано, не може да се скрие град што се наоѓа на врв на планина, не можел ни светиот Евмений да се скрие од светот. Го виделе луѓето и го избрале за епископ во Гортина. Како епископ тој управувал со стадото Христово како добар пастир. Им бил татко на сираците, богатство на бедните, утеха на жалосните, исцелител на болните и прекрасен чудотворец. Со молитвата правел многу чуда, опака змија умртвил, демони изгонувал, многу болни исцелил, и тоа не само во своето место, туку и во Рим и во Таваида. Во Таваида со молитва испросил дожд од Бога во време на суша и таму најпосле го завршил овоземниот живот свој и се преселил во вечните обители на својот Господ. Живеел и делувал во 7. век. Поуки од светите отци. Во очајание и безнадежност вообичаено не фрла многобројноста на гревовите, туку душата без Бога. Свети Јован Златоуст. Светата маченичка Аријадна. Во градот Промиси во Фригија за времето на царот Адријан живеел некој чорбаджија Тертил, незнабожец. Девицата Аријадна му била робинка и христијанка. На денот на раѓањето на својот син, Тертил им приредил големо жртвопринесување на идолите, на кое благочестивата Аријадна не отишла, туку останала дома молејќи му се на вистинскиот Бог. Нејзиниот господар заради тоа се разгневил на неа и почнал да ја присилува да се одрече од Христа и да им се поклони на идолите. Бидејќи Аријадна се откажала да го стори тоа, тој ја измачувал со тепањи и со други остри маки, па ја фрлил в темница. Потоа ја пуштил од темницата и ја изгонил од куќата, но набргу се покајал што ја пуштил, да ги испратил слугите да ја фатат и да ја вратат. Аријадна веќе се оддалечила од градот. Кога ги видела гонителите, таа се помолила на Бога крај една голема карпа и карпата се разделила и ја скрила Аријадна. Слугите од тоа се збуниле, се скарали и се истепале меѓу себе, та изгинале еден од друг. Поуки од светите отци. Кога со болка слушаш за тугите страдања, тоа е љубов. Дури и само еден единствен сострадален поглед и еден сочувствителен збор упатен кон оној што е во неволја. И тоа е љубов. Кога со него ќе ја споделиш жалоста и ќе му подадеш малку спокојство во тешките мигови, и тоа е љубов.
Љубов е кога го понесуваш тешкиот збор што ќе ти го речат. Свети Пајсий Светогорец. Светиот маченик Бидзин кнез Грузиски пострадал за Христовата вера од шеикот Абас II заедно со своите роднини Елиспар и Шавл во 1661 година. Поуки од светите отци. Еве, јас сум патриарх. Тоа не значи дека се знам и дека во ништо не грешам. Кога ќе се појави проблем, можам да ги прашам другите луѓе, да ги сослушам нивните аргументи. Ќе прашам и искушеник, и дете, и свештеник, и владика. Така треба да постапуваме, да го сослушаме другиот човек и трошка по трошка да дојдеме до вистината. Човек што има доверба само во себе, во својата волја и во своите размислувања, многу често и греши. Патриарх Грузиски Илија. Богородице, Дево, радуй ся, благодатная Мария, Господ с тобою. Благословена ти в женах и благословен плод чрева твоего, яко спаса родила еси душ наших. Богородице, Дево, радуй ся, благодатная Мария, Господ с тобою. Благословена ти в женах и благословен плод чрева твоего, яко спаса родила еси душ наших. Богородице, Дево, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою. Благословена ти в женах и благословен плод чрева твоего, яко спаса родила еси душ наших. Поуки од светите отци. Од Господ ни е дадена заповед за љубовта према луѓето, нашите ближни.
А дали тие нас не сакаат или не, ние за тоа не треба да се грижиме. Треба да се грижиме само ние нив да ги засакаме. Старец Јован Крестјанкин.